Стадион. Емисија за вашата вистина. Го имаме алпинистот Надир Мурсели. Од Тето учествуваше во спасувачка мисија веднаш после земјотресот во Турција. Мурсели, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Добар ден. Тетовскиот алпинист Надир Мурсели со детали за потресното спасување на 10-годишно девојче по 7 дена поминати од урнатините. Тоа беа насловите после вашето враќање во Македонија. Ајде кажете ми како течеше вашата мисија. За жал, имавте проблеми со процедурите, малку и доцневте. Дали тоа се расчисти или ќе остане така, до не дај Боже, следната таква проблематика? Да, точно. Со процедурите малце тука беше проблем да се вклучам во некој тим кој оди за Турска. Така да на крај решив сам да отидам. И се приклучив на една екипа од Република Српска, спасителите кои беа таму. Така да се окей беше, да. Колку време бевте таму и каде бевте? Кои се вашите информации што можеме да добиеме и впечатоци? Јас на терен бев 6 дена во градот Караманмараш. Со екипата од Република Српска работевме заедно. Бев како спасител и военно и преведувач, дека го познам добро турскиот јазик. Во тие 6 дена, прво, нели, патишествието беше доста долго додека стигнав таму и неизвестно беше дали ќе успеам да стигнам до таму, но ете, со пријатели луѓе кои помогнаа, роднини кои имам во Истанбул, они доста се ангажираа. Тргнавме од аеродромот во Истанбул со еден посебен авион кој патува за Адена со луѓе што се, да речеме, доктори, багеристи, спасители, планинари, пожарникари. И успеав некако во тој авион да се вклучам со тие луѓе кои патуваат за натака, за потоа да можеме со автобус од Адена да одиме за Караманмараш во раните утрински часови. И стигнавме тамо, во полициска станица бевме да се пријавиме и од тука не сместија во еден интернат. Само што заспавме, односно јас заспав, имаше некоја бука, се слушна дека некој сакаше нешто да ни каже, дојдоа ни кажа дека двајца кои патуваа со нас во групата во автобусот, ни бевме некаде 15 луѓе, дека се крадци, дека се дојдени да крадат. Зарем и во такви ситуации користат прилики. Грозно. Да, тоа е грозно. Нешто најлошо што во такви ситуации на таков народ може нешто да им се деси дополнително, некој да прави такви проблеми. За потоа, наредниот ден, ме испратија рано на Сабајле во базата од Афат, каде што тука се сите странци, сместени сите тимови, земаат координати и одат во објекти каде што се срушени и почнуваат со потрага по луѓе. Додека седев во автобусот, приметив нешто кирилица опремала од Република Српска луѓето што се дојдени. Реков, ајде излезам да видам што се дешава, малце може некој разговор, да смеам некој збор, и испадна дека во моментот они бараат преведувач. Имаше една докторка, преврска му правеше на кучето. Нивното куче трагач што е. Тука им преведов неколку збора. Испадна дека им треба некој како јас што преведувам, ме прашува во кој тим сум, им реков дека сум сам дојден.
ако си сам ми рекоа дека би било добро да им се приклучам, би им било од помош и не чекав ни секунда, ги земав рамците кои што ја носев и мојата опрема, нели појас и јажина за такви ситуации кои може да се најдат. Ме однесоа во базата нивна, односно во нивниот камп и почнавме заедно да одиме на терен со тие координати што ни ја даваат турскава, нели, спасителна служба, таа што е АФАТ. И така почнавме да работиме заедно. Отпосле увидоа дека они работевме на еден објект, на една плоча, ја брзувавме со кранови, односно плочата да ја брзиме на кран и тука видеа дека знам да ја користам алпинистичка опрема и дека сум алпинист, воен и спасител и се зближивме уште повеќе. Посебно од целава ова ситуација што ме импресионира беше кучето по име Тора. Она беше, значи, главната личност што бараше секаде луѓе во такви услови, колку е спремна, обучена за такво нешто. Тоа фасцинантно беше да се види и ме импресионира премногу, колку она храбра беше и се бореше да бара луѓе. За жал, главното што ги најде веќе доцна беше за нив, но подоцно имавме со АФАТ заедно работевме да пронајдеме девојчето кое беше живо и тоа беше навистина исто еден голем момент за сите нас. И голема борба исто, нели, да се ископа тој тунелот за да се дојде до тоа девојчето. А истовремено неизвестно е, оти доста е ризично кога се копаат такви тунели. Колку време копавте, се доближувавте до девојчето за да го спасите? Неколку часа сигурно. Да, нешто повеќе од 3 часа, да. Значи, сите да сме тука спремни, копавме, земљава се ваѓаше, да. И линијата, многу битна беше линијата да се правецот кон незе да се оди. За на крај се добро заврши. Она беше 7 дена внатре, девојчето. 7 дена. 150 часа, значи чудо, наистина чудо. Во какво состојба внатре беше и како преживеала. Во една 7-катница која беше урната цела врз нејзе, значи да. Мајка и ја најдовме, за жал, она беше близо тука до нејзе, али веќе доста. Единствена беше преживеана во целата зграда. И тоа се големи радости. После тоа, како се извади, убав момент. Во цела ова тажна приказка, тоа беше она најголемиот, најубавиот момент што можеше да се доживее за еден спасител и за тие луѓе тамо, што се, да, наистина тешко. Тоа што има доживеано, многу тешко, да. И среќен сум, ете, што успеав да отидам, да стигнам до местото. Но конкретно прашање, Мурсели, поврзано со твојата личност, твојата професија, како алпинист, посветници на планините, меѓутоа посветници на помагањето во било какви ситуации каде што е потребна твоја помош. Луѓе кои што заскитале некаде, паднале, па треба да се излечат. Има интересен момент за Мурсели. 20 години живеел и работел во Швајцарија. Вие сте еден од ретките луѓе кои што се вратил во Македонија. Обично од тука заминуваат натаму. А Швајцарија, кога зборуваме за алпинизам, за планинарење, за заштита, сигурно е на многу високо ниво.
во животот постојат други вредности кои за жал ние во секојдневнието не ги запазуваме, а тоа се или некојаш доцно веќе знаеме дека е така. Например, тоа се како здравието, среќата, времето, тоа се тие моменти што и нешто што не можеме да ги купиме, не? Значи нема начин како да го вратиш времето или да купиш здравие или да бидеш среќен. Враќањето од Швајцарија тука веќе трета година ние исто така треба да бидеме таму она каде што сме најсвекни. Не е битно дали е тоа Швајцарија или Аляска или Тетово. Многу е битно да таму каде што сме да бидеме среќни, да ни исполнува тоа што го правиме. Исто би се надополнал за нели како алпинист и спасител. Имаше една случка со кучето Тора. Кога одесме во близина на објектите кои се урнале, односно натините, она се тресеше. И луѓето таму што живеат, доаѓаа ме прашуваат дали треба да ја покриеме, да донесеме кебенци и такви работи. И кога разговарав со дресерот на Тора, он ми кажа, и вели дека она е спасител. И кога се доближува на такви места, адреналинот прави да се тресе, она е спремна за акција да пронајде луѓе. Истото се дешава и со нас, спасители, реко луѓето. Што тако. Да. Спасувачите. Јас додека бев дома, цело време не бев мирен, вртам тука во соба и чекам некој да ме земе или да отидам на спасување. Тоа или го имаш и треба да го сакаш, да помагаш, да спасуваш. Човечкиот живот е најдрагоцено нешто. И затоа Надир Мурсели, јас јавно да се заблагодарам за се што правиш во тие спасувачки мисии во Турција, претходно во Македонија, било каде. Да сте ми живи и здрави. Благодарам и до вас. И многу поздрав до сите. Благодарам уште еднаш. Голема благодарам за Надир Мурсели. Поздрав до сите. Стадион. Емисија за вашата вистина.